650 земјоделци во Штипско и Карбинско пријавија штети кај посевите од оцните пролетни мразиви во април. 3 месеци лозарите и овоштарите чекаат обештетување. Колку да толку ја ич, да купат еднорања, па фала лепо на тоа. Мора кај државата па помага добро е. Од помош ќе бидат, ама ако ги дадат. Записниците се обработени и доставени до Министерството за земјоделство. Нашата работа е завршена, тврдат од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип по проценките на терен. Во пробиштипската единица на МЗШВ била дека 370 земјоделци пријавиле штети во лозовите и овошните насади. Записниците биле сработени. Постапката се пролонгирала поради нерешчистените имотно-правни односи меѓу оштетените, но утре ќе биле доставени до Министерството. Во Пробиштипско, според информациите од таму, 30% од субвенциите се уште не се исплатени. Во Штипско, повеќе од 2000 земјоделци чекаат да ги добијат субвенциите за лани. Па не знам што е, не се пуштиле. Обиштување има околу 2000 евра и тие не се пуштили. Не знам што се работи. А не само на мене, многу сточари земјоделци што имат. А храна нема, моментално никој нема набавено. Те и они и ја, скоро никој нема храна набавено. 1,5 милиони во Пробиштипско, повеќе од 5 милиони во Штипско, над 10 милиони евра се проценија штетите од пролетните мразиви на посевите на земјоделците од истокот. Барање за проценка на штетите поднесоа над 2500 земјоделци, во државата 11.000. Од Министерството за земјоделство најавија дека се интензивирани постапките за исплата на штетите во земјоделството. Одвоени биле 1 милиарда денари за штетите од невремето лани, а имало и средства за штетите од априлските мразови. Од таму се повикуваат на проблеми со доставувањето на записниците од подрачните единици и правењето на нови пресметки со Бирото за вештачење.